Училишен вестник Кочани и вие изработија група ентузијасти, ученици од основното училиште Малина Попиванова, добри познавачи на англискиот јазик. Вестникот е интерен, а идејата за проектот е на Карен Олсон, волонтерката од Мировниот корпус и професорката по англиски јазик Љубица Божинова заедно со учениците. Многу сум среќна што сум овде присутна и што работам со овие прекрасни ученици на еден навистина голем јазичен проект. За нас во Мировен корпус многу е важен елементот на работење со учениците во областа на збогатување на нивните знаења и можности. Учениците чија група е под наслов Креативен тим, петка со звездичка. 5 месеци напорно работеа да го создадат вестникот на англиски јазик. Осмислен е како проект на часовите за додатна настава. Идејата потекна од фактот дека Карен беше воодушевена кога лани при незиното доаѓање откри колкав талент за креативно пишување има оваа група на ученици. Нивното познавање на јазикот не треба ни да се спомнува. Значи, тие одлично го владеат јазикот, но исто така многу креативно пишуваат, значи умеат знаењето да го пренесат во писмена форма. Ние во самата наставна програма работиме различни видови текстови, значи ги запознаваме учениците што е тоа есеј, параграф, новинарски текст, статија. И нивниот проект за пишување на новинарска статија беше фантастичен, на Карен многу и се допадна. Идејата дојде од таму, значи да го искористиме нивниот талент за креативно пишување. За цело време додека се подготвувал вестникот, на учениците им било забавно да пишуваат, а тоа се докажува со фактот што тие за 5 месеци изработка на вестникот не отсуствувале од ниту еден час, додаде Божинова. Преку вестникот учениците своето знаење го изразуваат во пишана форма. Во текот на подготовката формирана е група која составена од уредници, новинари, уметнички директор и веб мајстор. Учениците задоволни од сработеното, секој пишувал за она што најмногу го интересира за градот Кочани. Пишував за историјата на Кочани, бидејќи таа најмногу ме интересираше. 3 месеци истражував знание, потоа го составив мојот текст. Исто така како уметнички директор, одбирав мески кои што се складни со текстовите и силики од нас за да списанието биде совршено. Пишував за статија која се однесуваше за технологијата во Кочани, пишував за една од најголемите фирми во Кочани, Мултиграф. Правевме интервју со сопственикот. Промоцијата на вестникот е закажана за петок во просториите на кабинетот по англиски јазик, кој исто е резултат од проект што е во соработка со Мировниот корпус. На промоцијата се поканети голем број гости. Ќе биде прикажан целиот процес од идеја до реализација на проектот, бидејќи целиот тек на изработката на вестникот е документиран со видеозаписи.